Драги ученици, денес ќе научиме уште две нови ракописни букви од македонската латиница. Ќе видиме дека само со мала промена во пишувањето на две познати букви ќе добиеме две нови букви, односно писмените знаци за два нови гласови. За таа цел ви предлагаме да го погледнете видеото. Пред да се запознаеме со уште две нови букви од латинското ракописно писмо, најпрво да се потсетиме на буквите што веќе ги имаме учено. Големата и малата ракописна буква А. Големата и малата ракописна буква Б. Големата и малата ракописна буква В. Г. Големата и малата ракописна буква Д. Е. Малата и големата ракописна буква З. И. Ј. Големата и малата ракописна буква К. Л. Малата и големата ракописна буква М. Н. О. П. Р. С. Т. И У. Двете нови латинични букви со кои ќе се запознаеме денес веќе ги имаме тука напишано. Само што ќе направиме мала промена за да може да ги изговараме онака како што треба. Нешто слично како што во нашата азбука имаме разлика меѓу буквата К и буквата Ќ, или меѓу буквата Г и буквата Ѓ. Да видиме како ќе го направиме тоа. Ја земаме големата ракописна буква З и додавајќи ја оваа линија, всушност ја добиваме буквата Ж. Да го повториме истото. Ж. Истото се случува и со малата Ж. Ја земаме малата ракописна буква З и ја додаваме линијата која што ќе ни помогне да ја препознаеме новата буква и да ја читаме како буква Ж. И веќе научивме како ќе ја пишуваме и ракописната буква Ш. Ја пишуваме ракописната буква С, онака како што веќе ја имаме учено, и ја додаваме истата цртичка од буквата Ж. Ш.
Истото се случува и со малата буква. Ја пишуваме малата С и со додавање на цртичката ја добиваме буквата Ш. Да ги споредиме. Големата Ж и малата Ж. Големата Ш и малата Ш. А сега да видиме како се поврзуваат новите ракописни букви во зборови. Односно, поврзувањето на Ж и Ш ќе биде исто како што се поврзува буквата З и С во зборовите. Штип. Жарко. Живот. Шума. Жито. Жена. Шишарка. Шатор. Жар. Маж. Кожа. Шенк. Ако точно ги пишувате и читате досега изучените букви, верувам дека воопшто нема да ви биде потешкотија да ги разликувате и пишувате буквите Ж и Ш. За таа цел ви предлагаме да земете лист хартија, фломастери и да напишете повеќе зборови во кои се содржани новите ракописни букви. Не брзајте, убаво пишувајте и убаво поврзувајте ги буквите во зборовите при пишувањето. Сликајте го испишаниот лист и испратете ни го за да можеме да го објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна и креативна работа и ви благодариме што не гледавте.